Ако гуските го спасиле Рим, шатките го предале Штип. Вака гласи почетокот на преданието за освојување на оваа тврдина стара 14 векови на врвот од ридот Исар кај Штип. Турците токму покрај овој тунел, кој што неодамно го открија археолозите на Народниот музеј во Штип, успеале да влезат во неосвојивата тврдина на Исарот. Со тоа Штип паднал во раците на турците. Според археолозите, една легенда, мит кој што со векови се раскажуваше помеѓу штипјани, сега полека станува стварност. Таа легенда е на некој начин има реална основа и да биде потврден. Археолозите внимателно ги откриваат деталите од тајниот тунел. Овие пукнатени во истрошените карпи ја намалува сигурноста. Геолози од Рударско-геолошкиот факултет денеска за Канал 5 најавија за понеделник нивно детално испитување. Во близина на тунелот при орање случајно се откриени и темели на црква. До сега пронајдовме ги зидините околу самата црква, кој представува веројатно дел од манастирот, кој се нага околу самата црква Свети Власија. Иначе црквата Свети Власија потекнува од 14 век. Во меѓувреме, на врвот од Исарот интензивно се расчистува теренот околу остатоците од древната тврдина. Тек се расчистување на двете цистерни кои што се на Акрополот, иако имаме тешкоти околу оваа работа, бидејќи тука се постоечките громобрани. Тврдината на Исарот ќе блесне во својот сјај за една година, за колку во Народниот музеј се надеваат да завршат конзерваторските работи. Сепак, за да се доживее оваа убава гледка на Штип, посетителот ќе мора прво да ги совлада 300 скалила кои водат до тврдината, а патот до нив, како и обично, го покажуваат шатките од Брегалница.